Во февруари 2023 година изминува дополнителниот рок кој го добија Македонија и Охрид за спроведување на препораките од реактивните мониторинг мисии на УНЕСКО од 2017 и 2020 година. Најновото издание на емисијата Прашалник е токму на тема исполнување на препораките на УНЕСКО, а во неа гостуваат Никола Киселинов, председател на Туристичката асоциација Билјана, Сашо Кировски, археолог, Мартин Ѓоргиевски од Еколошкото друштво Грашница и Вик Какароцки, граѓански активист. ТВМ упати навремено покана и до општина Охрид во интерес на транспарентно информирање на јавноста за оваа тема, но оттаму не испратија свој представник. Според одговорот кој го добивме од општината, буквално сите лица кои што би можеле да дебатираат на оваа тема имале претходно закажана агенда. Долга и итна е листата задачи што властите на централно и локално ниво требаше сериозно да се зафатат да ги исполнуваат со конкретни активности, содржани во акцијски план со конкретни рокови. Екологистите и активистите едногласни дека на терен од исполнување на препораките е направено едно ништо. Не направивме ништо, наискрено речено. Ама дојдено е време да се преиспитаме дали во добра насока се движи развојот на градот Охрид. И што понатака. Значи, дојдено е, чашата е веќе до максимум наполнета, балонот е до максимум наполнат, дојдено е веќе 5 до 12 е поминато времето. Сериозна урбана мафија влада тука, да бидам искрен, тоа се мегаломански апетити на одредени луѓе и да бидам искрен, градот Охрид, како светско наследство и Република Македонија, има интензивно проблем само од неколку луѓе, од неколку индивидуи кои не знаат да застанат. Кој ја урбанизира средина во Охридска? Дали комуналец? Дали комуналец? Дали водовод? Кој? Значи локалната самоуправа, секторот за урбанизам. И они даваат одговор сега кој е виновен. Секторот за урбанизам. И понатака предвидуваат и мерки. Министерството за транспорт. Значи, на локално ниво Советов ги донесува деталните урбанистички планови и изработени од дозволата, значи втора институција која што е задолжена да го штити културното и природното наследство во градов Охрид е институцијата Завод и музеј. Не може нешто на што ни давало 2-6 милиони години живот. Ние поради неколку индивидуалци, пак ќе повторам, со мегаломански мисли за нивен приход, ние да го уништиме изворот на животот. Значи, општината има голем проблем. Проблемот е менаџирањето на општината. Општината нема одржливост. И врапчињата знаат дека во Охрид институциите функционираат на принципот на подмачкување. Поготово секторот за урбанизам. Додека ние не го надминиме тој комплекс, ние нема да можеме да одиме напред. Истото се случува и со институцијата Завод и музеј.